Dobro dođoste na najголемиот спектакл оваа година, Златна бубамара на популярноста. Драги наши отруени и запоставени граѓани, доколку се уште верувате дека има останато некој нормален во нашата држава, доаѓа денот кога можеме да се собереме и заедно да провериме, да се проветриме и да уживаме во најновото издание на Златна бубамара на популярноста. Време е да се предадеме на музика, смеа и работа, откако се оддадовме на лажење, крадење и неверства. Како народ кој си го бара своето, ќе ве чекаме со камшик и шик пик миг, па заедно со игра, песна и насмевки, да ги поздравиме нашите најголеми уметници. Од нас добивте 22 години. Па кој ви има дадено повеќе? Златна бубамара на популярноста. Драги наши отруени и запоставени граѓани, ви благодариме што се уште верувате дека има останато некој нормален во нашата држава. Дојде часот кога конечно се собравме за убава работа и можеме заедно да се проветриме и да уживаме во најновото издание на Златна бубамара на популярноста. Ве молиме, немојте да бойкотирате, блокирате, манипулирате или да бегате. За сите вас има по едно седиште во седиштето на Златна бубамара на популярноста. Радио Бубамара го најавува 22-то издание на најпопуларната и најгледана манифестација со старо-новата звезда Марлон Брандо и маестро Мишел Трајковски. Повелете, послушајте. Добро вечер Скопје, добро вечер Македонија. Многу лошо време дојде, нема каде да се појде. Дај ми да пијам вечерва, дај ми да пијам јас и да се радувам, па нели една живеам. Затоа дај од мене стај та кафана. Никој не ке да се свести, еден лаже, друг те мести. Нема да заборавам што ни направивте, не запоставивте, тотално не уништивте. Затоа дај од мене стај за целата кафана. Разгледајте, па тука секој навива. За кој? За Македонија. Повелете, разграбајте, па тука нема правила. А кајмо Македонија? Хеј! Шанери и пламери, с ништа неостварени, денескјари утре изгуби. Братот во Германија, другар во Италија, сестра замина Австралија. Ма нема крај, затоа стај за целата кафана. Патриоти еден тон, како надуван балон, ако пукне ке те уплаши. Едни ги затворија, други ги исплашија, третите на чај во чаршија. Затоа дај од мене стај за целата кафана.
Razgledajte patuka se koji naviva, za Makedonija povelete. Razgrabajte patuka, nema pravila, po Makedonija. Hej! Diši dlaboko, čist vozduh vo eterot. Zemi vozduh na 105,2 FM. Radio Bubamara. Почитувани гледачи, откако удобно се сместивте, ги покануваме на сцената идните театарски и музички звездички од првиот македонски мюзикал за деца на Театарот за деца и младинци, со возобновени детски песни на маестро Александар Джамбазов, стари 55 години од представата Земја во која не се стигнува. Да ги поздравиме со аплауз. Волшебен збор, за да се почне со песна, се да се претвори в хор, се да се разигра лесно. Збор, 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 најдете врху збор. Збор, 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 нигде да нема втор. Патувачи смети ние, силни како Давјев гора, на чела ни сонце спие, а на машки гради зора. Секој што ќе дојде тука шега, за него ќе плука. Секој што ќе дојде тука шега, за него ќе плука. Хип-хоп, хип-хоп, бири-бири хип-хоп, хип-хоп, бири-бири хип. Негде на белиот брег, негде во некоја зима, има на гранките снег, може и качунки има.
А сега, со големо задоволство, го поканувам на сцената кандидатот за Нобелова награда за добра забава и дружење. Првиот човек на златна бубамара на популарноста, нашиот другар и водач Ранко Петрович. Драги пријатели, добро вечер. Ве поздравувам во името на целата екипа која организира нашата најпосакувана и најпопуларна манифестација, веќе 22 години. Вечерва сме собрани со голем мерак, по 22 пат да ја прославиме уметноста, да ги поздравиме нашите најголеми уметници и да ги наградиме со голем аплауз, со добра песна и од ваша страна, а од нивна страна ќе биде меракот уште поголем ако пееме заедно. Можам отворено да кажам дека пред нас е незаборавна вечер. Може би малце сте нервозни зашто подолго време патувавте, паркиравте и така натака, но да ви кажам дека ќе ви се исплати, бидејќи вечер не очекуваат 200 музичари кои се позади сцената и со голем мерак сакаат да ни ја пренесат целата убавина на животот. Бидејќи програмата е обемна, ако нешто сгрешиме, ве молам немојте да ни се љутите, бараме да не помилувате ако нешто се сгреши. Да. Од нас добивте 22 години, па кој ви има дадено поеќе? Па дечки, време е да се предадеме на убави работи. На самиот почеток со големо задоволство ја доделуваме првата награда за нашите најмлади распеани звездички од првиот македонски детски мюзикал Земја која не се стигнува. Да ги поздравиме со најголем аплауз. Ова им се случува за прв пат пред волку многу луѓе и може да се поклониме сите. Ја поканувам директорката на Театарот за деца и младинци Кети Илиевска да каже неколку збора. Добро вечер на сите. Се договаравме со Ранко од вчера што да кажеме, ама ништо не се договоривме. Така што ќе си кажам само нешто од срце. Благодарам. Да, вториот покол. Не, само да кажам нешто сега. Сепак и јас знам нешто да кажам без да се договориме. Благодарам на сите за оваа прекрасна награда, најнапред на Академијата Бубамара, Златна Бубамара. Ни рекоа на почетокот, се сомнева, имаше доста скептици околу овој мюзикал, рекоа дека ќе наликуваме можеби на Златно славече, но јас не гледам тука ништо лошо, зарем Златно славече е лошо. Значи, благодарам на сите, на Театарот за деца и младенци, на најнапред на режисерката Виолета Џолева, на колегата Мартин, Драган Спасовдац и на целата моја екипа. Од срце им благодарам што прифатија да сработиме ваков проект, се разбира пред се на овие прекрасни деца. Продолжете да доаѓате во Театарот за деца и младенци. Баш ми е мило што оваа награда дојде токму во овој театар и морам, моја должност е да ве подсетам кој е плюс крив на наводници за оваа награда. Тоа е пред се маестро Александар Џамбазов, кој што ги има овие песни направено пред 50 години, а уште живеат. И фантастични се. Дамир и Мери, аранжман. Маја Стефановиќ, драматург. Оливера Николова, текст. Александар Митевски, тука е, мислам, Александар Митевски. И режисерот Виолета Џолева. Имам чест да ја доделам и главната награда вечерва за нашиот најголем композитор во изминатиот период.
еден од најголемите композитори, се разбира, многу плоден, веќе 40 години на сцената, неговите рефрени и музика ги ја знаеме сите. Затоа сега сакам да ги поканам Антонија Гиговска, Ѓоко Таневски, ако може, Маја Саздановска и Александар Тарабунов. Еден мал колаж убави песни од нашиот голем композитор Григор Копров. Во негова чест, дечки. Protiv me nije kako čum na nemirno more. Nasmej se na vetrot što bije, ljubi me i glava ta gore. Nasmej se što bije, ljubi me i glava ta gore. Suncevo tvojite rusi kosi, angel što ljubov mene mi nosi. Zvijezdi se krija tvojite oči, zlato moje, odavna čekam da pristigneš ti. Ostani vo mene, vekovi da minat pokraj nas. Ostani vo mene, bezbrojnog i data sonam ja. Ostani vo mene, dušo, neka mi nese. Samo nemoj ti si do mene. Se pokaju van. Svaži me, uštenaš, kaži veka ne bi trebaš, da ne bi dan tvoje mi na to. Zavedi me, uštenaš, koga veke srce nemaš, kameno nije od ovo.
kazalki. A komu li ona večera nudi usni mesto večera? Na srce se to bac ne gori, a ona to prsti ne gori. Ajde, dečko, ušte liter daj, Božja krv od nejzini od kraj. Nokeska, nek me razmije, crno ti kveško, crno ti kveško, koj ne saka, toj ne znaje mene, što je najteško, crno ti kveško. Ova crna tikveška koju ja otpevam na 16. mart zajedno sa drugi pesni od Koprov, ovde od Nistava Bina na moj koncert, a večer vas smo viknat za nešto drugo, da kažem 2-3 zbora za Grigor Koprov. Той ще ме викнал, не знаел дека не 2-3 збора, а може 2-3 книги да напишам за Копров. Пошто стварно е, да сме најасно, човекот е величина. Не само у Македонија. Ја кога пред да почнам да пеам, знаев дека уште во Југославија, тој истиот Григор Копров им крадеше награди пред нос на овие тешкаши во Дексју, естрадава, не знам, Ѓорđe Новковиć, Војка Борисављевиć, Арсен Дедич. Зошто? Затоа што и он беше прва лига. Што е Македонија за него мала? Тој човек бил величина во средина кај што имало стотици композитори, стотици пеачи. И нормално, со неговите песни можела да се направи кариера, ако си среќен да ти напише песна и ако имаш среќна звезда да те навета патот на Копров, може ти се смени животот. И озбилно, ете, дока сме сите, ете, Тоше, Каролина, Калиопи, Маја, јас, мојот живот, да не зборам за мојава кариера без Копров, не знам баш што ќе беше, затоа што песните човекот знае да ти ги намери по мерка. Како добар кројач, онака да ги направи како костум. И кога ти ја погоди, со Господ напред може животот да ти стане 100 пати поуспешен него што си мислел дека ќе биде. И си ги пееме, неговите песни поминаа 15-20 и ја и сите овие други пеачи ги пееме. Зошто? Затоа што влегле меѓу народот. Луѓето ги сакаат и ја и после 20 години, 30 години кариера на мојот концерт песни од Копров одма. Зошто? Затоа што на сите ни се мерат кариерите до песните од Копров и од после Копров. Пред тоа ништо не било исто. Копров кога ти напише песна, ако ти се погоди, си заврши работа. Така да не должам многу. А човекот, вие што не го знаете, тоа е естрада се, ние пеачиве си го знаеме Копров. Ама вие што не го знаете, човекот е шармер невиден. Абе тоа е еден фраер југословенски, онака регион европски. Кога ќе дојде ти предложи соработка, он не вика нешто као бизнис. Не, сладки зборови, ќе те шашардиса, ќе те замаја да ја пееш песма, ќе че, знаеш, дете убаво ти, Ќе правиме, Ќе пееме се, пиле, како шо, како... И како да не... Ќе земеш песната нормално. Испад мојата црно тиквешко ме сретна на улица. И вика, дете убаво ти, стовица не пееш поиќе, така не? Ќе правиме нешто, ќе пееме, пиле, црно тиквешко и фала му на Копров. Од мене едно големо благодарам за мајстор Григор Копров, од Златна Бубамара, награда за животно дело. Аплауз за Григор Копров!
Ова е мој миг и имам набој на емоции. Значи, би сакал да се заблагодарам на некои луѓе кои ми значат и ми значеле. Мојот учител, пред се мојот учител и мојот кум, Драган Јаконовски Шпато, аранжер, маестрален композитор, диригент. И сега ќе ви откријам нешто што одамно може би на никого не сум го кажал, може би на моите најблиски. Сите ја знаете старата автобуска станица кај театарот, нели? Тамо живееја двајца луѓе со страшно широка душа, луѓе кај кои секогаш ми беше отворена вратата. Брачен пар. Се работи за легендарната актерка Анче Джамбазова и големиот гранде композитор Александар Джамбазов. Им се заблагодарувам од се срце. Има уште една личност, харизматична, изузетно интересна, човек полн со емоции, фантастичен пианист. И да не должам многу, го сакам многу, тоа е Љубомир Бранџолица Бранџел. Им се заблагодарувам на моите драги пријатели. Тука е Дамир Имери, професорот Живој Инглишич, Кокан Димушевски. И простете ми ако некого го заборавив. Нека ми простат. Исто така им се заблагодарувам на моите најголеми соработници сега. Владимир Дојчиновски Дојчин, еден од најталентираните македонски автори, аранжери и композитори. И неизбежниот за мене Огнен Неделковски. Кога сме кај пеачите, пеачката со светски глас Маја Оджаклиевска. Легендарниот и непоновлив Владо Јаневски. Сашо Гигов Гиш, дечкото испред времето. И ево вака, за да не должам многу, и момчето со ангелскиот глас, сонце во твоите руси коси. Твоите бакнежи на моите бели кошули, и така натака, и така натака. Само ќе ви кажам нешто што никој веројатно не го слушнал. А тоа е следното. Тоа момче секогаш кога ќе влезеше во студио и ја носеше моите композиции, ги носеше подобро од што сум ги замислил. Ред е да им се заблагодарам на моето семејство, на мојата сопруга Билјана. Зошто и се заблагодарувам? Зошто, а преку неа и на сите жени овде? Затоа што беше многу тешко со мене, а и сите жени, ние мажите сме во принцип тешки. Благодарам. Чест ми беше што сум овде со вас, да ни е вечна Бубамара, најкултната манифестација во нашата драга држава. Ви благодарам уште еднаш. Да ви оптаме една песна да ја научиме до 16 март од оваа новата.
Sedni kraj naša ta reka i zamiži. Slušni go glaso na tvoj te kopneži. Zboruvaj so trevata pod bosite stapala. Priznaj i deka duša ta ti zaspala. Otkako si negova. Podaj im gradi na toplite vetrovi. Od zvezdite nad glava venče napravi. Šepni mu na bregot što nikomu ne si kažala. Dekavo krvta plima ne ti nadošla. Otkako si negova. Može li to od gluvarče za tebe da napravi prolet od jedan tvoj zbor, da napiše sonet? Može li to utrinsko kafe da ti iscrta na smev kako toga škoga mesto nego jazbev? Voda im gradi na toplite vetrovi. Od zvezdite nad glava venče napravi. Šepni mu na bregot što nikomu ne si kažala. Dekavo krvta prima ne ti nadošla. Otkako si negova. Možeš li ti da trgneš so nego bez da prašaš kade držejki go za raka? Ikona da bakneš. Možeš li ti da go prezreš sve to za to da bide sreken? Ne, to jedna žbiva i nikoga šveke. Može li toj od gluvarče za tebe da napravi prolet od jedan tvoj zbor, da napiše sonet? Može li toj polutrinsko kafe da ti iscrta na smev kako toga škoga mesto nego jazbe? Možeš li ti da pojdeš so nego bez da prašaš kade držejki go za raka? Ikona da bakneš. Možeš li ti da go prezreš sve to za to da bide sreken? Ne, to jedna žbiva i nikoga šveke. To je samo jedna žbiva i nikoga šveke. Kako da nam? Najljubava muzika za sekoj od nas i sekoj dan, sekoj čas Buba Mara je son.